Вечерашни гости е министерката за образование и наука Весна Јанаска. Добро вечер. Добро вечер. Заврши една школска година. Прва ви е во овој мандат како министер и од почеток до крај. Значи, ако направиме еден пресек од она што очекувавте на почетокот на годината, па сега до крајот, каде беа лошите, каде беа добрите проценки? Лошите проценки беа дека јас воопшто не очекував дека работата ќе биде толку напорна и тешка, иако бев свесна дека ќе биде напорна и тешка, но пак добрите проценки беа дека она што сме го планирале можеме да го оствариме и ние и реално тоа и го направивме. Примерите се учебници уште и во минатата година, дел беа отпечатени, дел не беа, ние успеавме да ги подготвиме. Иако денес посебно преслушам дека има коментари во 21 век, нели се очекува. Посебно сега. Да, вештачка интелигенција, дигитализација, имаме и за тоа сработено и одговор, но во овој момент на Македонија, на учениците, на наставниците, на родителите им требаат учебници и по втор пат, втора година, ќе имаат учебници и по сите предмети, и по странски јазици, кои со години ги нема, и ќе имаат обновени учебници. Промена на концепцијата која исто така ја ветивме, делумна, затоа што сметаме дека треба да има континуитет и она што сметавме дека е добро го задржавме. Интегрираните предмети ги раздвоивме, успеавме заедно со Бирото за образование да направиме нови наставни програми. Ќе има нови учебници, за 7 оделение ќе има нови учебници по новата програма Фул тираж. За цела Македонија, за први клас ги променивме наставните програми, ги модернизираме, воведуваме теми. Учебна година да биде ефективно. Од оваја. Од септември, да, од септември, да, тоа е нова учебна година, така е. Не ме разбира добро, што подразбира ги раздвоивме интегрираните. Па, ако се сеќавате во концепцијата за основно, требаше да бидат географија и историја во едно, сега имаме посебно географија, посебно граѓанско, посебно општество, посебно во физика, хемија, биологија во 7, посебни предмети, така како што бара и стручната фела, и наставниците, и учениците. Тоа го направивме, многу дигитализиравме од процесите во Министерството, дигитализиравме услуги за учениците, за студентите, склучивме многу меморандуми за соработка и со нашите универзитети, и со невладини, и со странски институции. Во науката, конечно, после 15 на години не броев, така ми кажуваат службите, конечно имаме еден голем скок на вложување. Објавивме 3 конкурси со 5,5 милиони евра вредност за базична наука, смарт специализација, за институтите. Направивме 7 нови закони во високото образование. Ако е се вака, што ќе работите следната година, следните 3 години, 4? Не завршив, имам инвестиција од 30. Многу реформи направите. Првата година, па и следи втора, трета, четврта година. Има што да се работи, да работеле пред мене, како мене, јас сега ќе уживам. Сега да прашам друго, овој концепт што беше за дел од учебниците да одат само прва смена, тоа го интегриравте секаде во школи или не? Не е можно, затоа што инфраструктурата тоа не го дозволува, но таму каде што можеме, тоа го правиме. Еве, например, вчера во Тетово. Како добар модел тоа или не? Дефинитивно се покажува како добар модел. Го сакаат и учениците и наставниците, особено родителите. Нашата најава дека сакаме од 1 до 5 сите ученици да одат во една смена, да одат во целодневна настава. Тоа е нешто што ќе се одвива во следните 4 години и тоа ќе го работам веројатно 4 години, но ова лето, за време на распустот, почнуваме со доградба во оние училишта каде што се неопходни 2, 3 или 4 училници низ цела Македонија. За и тие училишта 25 се планирани, ќе видиме како ќе се одвива динамиката. Еве и тоа се надеваме дека барем во поголем дел од тие училишта ќе го завршиме до септември. Потреба многу од такви интервенции со оглед на тоа дека
После некои статистики велат дека последните 3-4 години имаме 17.000 основци средношколци кои не се тука. Последните 7 години имаме помалку 17, основно и средно. Со тоа темпо, веројатно, последните 4 години... Не е баш така. Има општини каде што има прилив, масовен, има општини каде што навистина губитокот е многу голем. Јас тоа многу пати сум го кажала, мрежата ќе се оптимизира и почнате оптимизацијата. Таму каде што има по 3-4-5 ученици, тие училишта ќе се затварат, но например во Аеродром, во Кисела вода, во Чаир треба да се градат училишта. Цели училишта, не да се доградуваат училници, туку треба да се градат училишта, се е тоа во план. И ќе има работа за 4 години, а веројатно и за 8. И сега да се вратиме за 8. За 8, добро. Сега да се вратиме на учебниците. Нели, како што велат по социјалните мрежи, во ера на вештачка интелигенција, ние имаме успех дека од септември конечно ќе имаме учебници у хартиена форма. За жал, јас ја разбирам иронијата, нели, историска, како велат, историски успех на министерката, не е историски успех на министерката. Трагично е што не сме одговарале на потребите на нашите ученици и наставници, затоа се тие последни написа. Ако во овој момент не требаат учебници, значи треба да имаат учебници. Инаку ние веќе имаме платформа, имаше и минатата година платформа на која имаме дигитални учебници. Јас им благодарам на УНИЦЕФ за нивната помош и соработка, на Финки, на Универзитетот за информатика во Штип, на Универзитетот за информатика во Битола. Со нив склучивме меморандуми и ни помагаат, студенти од Финки ни помагаат, студенти од Битола ни помагаат. Тоа така треба да биде. Воведуваме и вештачка интелигенција во образованието, воведуваме интерактивни дигитални учебници, ќе видиме од 7 од 1 клас што ќе одбереме и што ќе направиме во следниот период. Во регионалниот центар во Битола, кој го прогласивме оваа година, ќе воведеме и смер за вештачка интелигенција и гейминг, веќе се прават програмите. Значи не е дека не гледаме што се случува во светот, не е дека не знаеме, но за 12 месеци толку, јас мислам не беше малку. Добро, има уште еден друг момент кој што мислам дека е попарадоксален. Ја денеска чинам дека и во вашата изјава беше тоа го потенцирате, дека последната година учениците ќе добијат обновени нови учебници. Да. Значи ние зборуваме, пазите, зборуваме во фера на вештачка интелигенција дека учениците од година на година си ги позаемуваат едните исти учебници. Значи ние немаме капацитет дека година барем нови учебници да имаат учениците. Капацитет кога веќе има, правиме учебници. Државата има капацитет, пари се уште нема доволно. Јас денес во мојата изјава направив грешка и да, кога читате толкави бројки може и да се сгреши, јас сум човек, нели? Не, бројките не се битни. Не, околу 11 милиони. Питање е моментот дека ние сме во образование во кое моето дете на крајот од школската година ги остави учебникот за тоа што ќе дое после него. Таков е законот, да, и тоа е предпоставувам начин не само да заштити државата, туку да се научат учениците дека книгата е нешто важно, да ја чуваат, да ја негуваат и да ја користат. Концептот 48 година. Не е концептот 48 година и ден денес. Не сте вие криви, не сте го донеле вие тој закон, да не се лажеме. И ден денес постојат библиотеки во хартиена форма, иако има и дигитални, и тие се едни од чуваните и најкористените, зборам, нели, за високо развиените земји, како што се Соединетите држави, нели, Голема Британија, Германија, Франција, и се негуваат тие хартиени книги, и тоа дава пак посебна одговорност на учениците. Рековме и многу друго да не должам во вестиве, реков дека ќе имаат и ќе имаат дигитални учебници, ќе имаат и други дигитални материјали, квизови, тестови и така натаму. Пак вештачката интелигенција, која сега работиме со Штип, тие ќе направат, прво што ќе направат, со Битола се извинувам, прво што ќе направат 2 документи за учениците и за наставниците, како треба да се користи вештачката интелигенција. Оти постои, нели, и ризик, етички проблеми и така натаму. Тоа го очекуваме сега, а потоа и како
на вистински да ја користат, но со креативно мислење учениците, а да знаат наставниците како тоа да го представат. Значи, огромна мрежа, вложуваме многу средства за да ја направиме инфраструктурата за дигитализацијата на училиштата. Значи, спроведуваме се што е потребно за да може да користат интернет и да користат, нели, и се што е корисно од таа дигитализација која треба до крај да ја спроведеме. Тој е дел и од реформската агенда и јас сум сигурна дека тој индикатор ќе го исполниме. Паралелно ги правиме двете нешта. Затоа што пак, ако ги исклучиме комплетно учебниците, и ова многу пати сум го кажала, одреден број ученици ќе бидат неравноправни во однос на другите. Оние кои имаат подобри услови, дигитални уреди, ќе бидат во попогодна положба од оние што тоа го немаат, а во Македонија се уште нема. Па и интернет се уште нема на одреден мест. Стабилен. Во оваа академска година што помина, имате еден предизвик околу високото образование, таму најавувавте неколку сериозни процеси на борба, не знам како завршите, со колку затварање, како не затварање на приватни универзитети, но се чини дека и оваа година високото образование е, да речеме, со едно скалило пониско по квалитет од ланската и така е со години. Не би рекла, се случуваат промени во високото образование. Да, за жал им падна неколку места на една од ранг листите, но во високото образование исто така се случуваат сериозни промени. Прво, ние сме готови со драфт верзијата, уште едно поглавје имаме на новиот закон за високо образование. Речи сме при крај со законот за научно-истражувачка дејност. При крај сме и со законот за иновации. Има закони кои мора да одат во пакет. Мислам дека затворивме 13 или 14 институти, не ме фаќајте за збор, затворивме една медицинска школа, спремни се за затварање уште неколку установи, но за жал законите по кои во моментов работиме се недоискажани. Не би сакала да си дозволам утре да го тружат Министерството и одлуката да падне на суд. Затоа сме многу внимателни, но веќе со документацијата привршуваме. Како ќе привршуваме, едно по едно ќе бидат затварени тие што неквалитетно работат, тие што не исполнуваат законски услови. Кога ќе го донесеме пак новиот закон, а јас сум сигурна дека до крај на годината ќе ги донесеме и овие нови, тогаш уште поголем дел од нив ќе треба да претрпат таква промена. Затоа еве сега на вести ве апелирам, нека се средуваат ако сакат да работат. Тоа законот за високо образование во координација ви со универзитетите да не ви се деси. Дефинитивно не. Во овој момент Конечно, после толку години на самостојна Македонија, универзитетите и Министерството се партнери. Добивам информации, но јас сум била дел од универзитет во кој сме имале чувство дека ние сме спротивставени страни. Овој пат тоа не е така. Заедно со универзитетите, заедно со универзитетски професори ги работиме сите овие закони на наше огромно задоволство. И пред крајот студентите, чинам дека 2 студентски домови се уште се реновираат и ова следна академска година ќе има проблеми околу сместување или нема проблеми, нема. Минатата година дали се користи истиот начин, пошто нема да бидат веројатно готови домови. Нема, двата нема да бидат готови, ќе бидат за вториот семестар готови, значи едниот негде во ноември, а другиот малку подоцна, да речеме декември или јануари. Динамика е тоа, градба е, не можам да тврдам. Оваа година сите што исполнуваа услови, сите беа сместени во студентски и ученички домови. Ниту еден студент не остана надвор да не биде сместен, а ако ги исполнуваше условите кои се пропишани со закон. Така да јас сум сигурна дека и оваа година ние ќе успееме да ги сместиме студентите. Благодарам за ова гостување, следната година ќе разговараме повторно. Ви благодарам и јас вам. Благодарам. Мој вечерашен гостин, министерка